Извино, амбасадори, почитувани експерти, особено почитувани представници на невладиниот сектор, добре дојдовте. На самиот почеток морам да бидам куса заради битката со времето, седница има во 12 часот. Јас на евроинтеграциите гледам и ке гледам како на диалог. Ако е ЕУ Робинзон Крусо, на Балканот ние сме Петко. Значи, нужен е диалог. Често пати го цитирам колегата Джозеф Вавајлер, кој што вели дека евроинтеграциите не смеат да бидат процес во кој што членките на ЕУ велат молчете, слушајте и правете. Туку да биде тоа диалог. Исто така гледам и на односот меѓу владата и парламентот, но морам да кажам дека денеска ова што го чув е протоколарно. Ако е завршен скринингот за првиот кластер, јас денеска очекував како во Србија, како во Црна Гора, како во другите држави, дури и записници покрај деталните извештаи. Но да речеме дека е ова почеток, добар почеток, зашто вие побаравте да дојдете, а не ве замоливме ние, како што беше претходно. Значи, тоа е мојата прва напомена. Второ, не смееме да заборавиме дека по новата методологија оценувањето не е само врз основа на регулативата, туку и на реалноста. Веќе имаме проблем во скринингот, бидејќи правото на информирање е дел од fundamentals, од основите, а ако премиери и министри квалификуваат медиуми, тогаш тоа е сериозен проблем, особено за земја што председава со ОПСЕ, во чија надлежност е исто така и правото на информирање. Тоа е првото. Второто што сакам да го кажам е следново, невладиниот сектор, добре дојдене, зошто бидејќи костурот на државата наш не е многу здрав, мислам на администрацијата, зошто бидејќи стручноста и компетентноста беа жртвувани заради политизацијата и партизацијата и сега ќе се види со какви човечки ресурси ние располагаме. Се разбира секогаш универзитетската, академската заедница и експертската доаѓала на помош и затоа посебно ја поздравувам невладиниот сектор, кон кој што ние имаме голема вина, бидејќи во оваа сала и во оваа комисија на невладиниот сектор му било оневозможувано да учествува инклузивно во процесот на одлучување. Значи, да ставиме крај на празната реторика и на вистина да се однесуваме со должна почит кон знаењето, зашто така велиме, знаењето е моќ. Значи, очекувам во иднина, речиси перманентно заседание на оваа комисија и очекувам постојано да бидеме во тек со она што се случува. Нам ни е јасно дека владата ги води преговорите, ама нам ни е јасно дека ние овде сме we the people и дека ние сме надзорот и дека некако што чув треба од владата да добиваме инструкции и препораки, ние треба да ја даваме на владата иницијативи, препораки, инструкции и постојано да бидеме информирани за она што се случува. Инаку да бидам искрена, уморена сум од историски датуми што сами си ги квалификуваме како такви, некои идни генерации ќе кажат дали 2023 ќе биде историска и плодна, иначе да бидам искрена, јас на 2030 реално гледано мислам дека е повеќе wishful thinking, ама еве, нека биде инспиративна барем, за да има кого да подсетуваме, а и сами да се подсетуваме дека треба да фатиме европски чекор. Иначе,
тезите што ги чув овде за европеизација, за жал, се уште не држат, не. Западниот Балкан и ние имаме се уште сериозни проблеми со копенхагеншките критериуми и јас честопати велам дека ако сакаме да бидеме посакуван партнер во тоа пристојно друштво, тогаш треба да ставиме крај на оригиналноста и оригинерноста и треба да се бориме за европските демократски стандарди. Се надевам дека, реков, во иднина сами ќе почнеме да се однесуваме поинаку, зошто, бидејќи само на тој начин ќе го заслужиме местото што всушност го имаме. И нема денеска да зборувам, немам право јас тука да зборувам за уставни измени, само морам да ве потсетам дека и во нашиот устав, како и во сите други устави, пишува дека суверенитетот извира и им припаѓа на граѓаните. Секоја власт, секоја влада има мандат да го прави тоа за што добила согласност на изборите. Не можете да победите со една програма, а да спроведувате друга програма. И да не заборавиме, кога квалификуваме дека председавач на ЕУ е Шведска, до неја има и една друга држава Данска, во нивните устави се вели дека ако сакате да посегнете по уставни измени, прво треба да ги прашате граѓаните за тоа на избори. Не велам дека нашата ситуација не е специфична, но завршувам. Досега, значи ние и за преговарачката рамка, и за евроинтеграциите, воопшто, никако комисија, никако парламент не бевме вклучени. Не сме ние овде за да бидеме информирани, бидејќи креатор на сите политики е парламентот. Еве да речеме двонасочен процесот е, ова е добар почеток, очекувам да продолжи, се разбира, без критички осврт и без критички однос, апсолутно не се станува европјанин и јас мислам дека вистинскиот пат го знаеме сите. Одговорни представници на граѓаните, критички настроени, а не апологетски кон владата и денеска се виде дека во таа пореметена рамнотежа на власта, доминантна овде секаде во светот, ама особено кај нас е владата. Тоа мора да се смени, бидејќи ние сме оние од кои што извира легитимитетот на преговарачот со Европската Унија и треба постојано да бидеме во тој процес и треба постојано да го евалуираме тој процес и треба се разбира да прашуваме, а не само да одговараме. Благодарам.